На место е реакцијата на уредникот на една локална телевизија во однос на дискусијата на поедини советници во моменти бранејќи ги сите новинари кои биле присутни во салата на мултикултурниот центар и ја следеле седницата на Советот на општината, како што делумно е на место и критиката за извршување функција на медиумите и сомнежот за нивната објективност поради комплексен сплет на околности на локално ниво. Но како реакција на реакцијата е згрозеноста на одговорните во телевизија Кочани од спомнувањето и споредувањето на некои времења кога некои медиуми поради љубов со општината добивале по 15.000 евра годишно, што е неточно и злонамерно, затоа што во некои времења претходно некој беше директор на државната радиотелевизија Кочани, друг во меѓувреме се вработи во општината, трет се избори за функции и други привилегии и така натаму. И ако ги враќаме тие аргументи, ќе се прошири полето на докажување кој, што и како и на сегашно време. Баш ка што дезинформирањето на јавноста не му оди во прилог на никој, најмалку на медиумите и новинарите. Само како подсетување во тие лоши времења, двете телевизии имаа и двојно и тројно повеќе вработени и создаваа поквалитетна програма, додека екзистираа главно од приходите од државата кои беа значителни. За сега, кога им свртеа грб и државата и општината, истите да се сведат на по 2-3 вработени кои одвај преживуваат. Тоа што е несватливо од аспект на реалноста е како може во време кога се создаваат услови, медиумите, вклучително и двете кочански телевизии преку Сдруженијето Медиум Објектив, да се борат да издействуваат соодветен третман на државно ниво, некој на локално се врти назад, џабели светот и државниот врв не учат да гледаме напред.